Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе продолжиме со обработка на текстот поврзан со посетата на царот Агрипа во градот Кесарија, како и неговата средба со апостолот Павле. Пред да почнеме со читање на глава 26 од книгата Дела, сакам само накратко да се навратам на глава 25, да прочитаме неколку стихови од истата, за да добиеме подобар контекст за средбата помеѓу Павле и царот Агрипа. Забележете што Лука вели во стиховите 22 до 27. Тогаш Агрипа му рече на Фест: би сакал и јас да го сослушам тој човек. А тој одговори: утре ќе го сослушаш. Утредента, кога Агрипа и Верники дојдоа со голем сјај и влегоа во судницата заедно со војводите и најугледните граѓани, по заповед на Фест го доведоа Павле. Фест рече: царе Агрипа и сите вие мажи кои сте со нас овде, го гледате овој за кого целото мнозинство јудејци дојдоа кај мене и во Ерусалим и овде, и викаат дека тој повеќе не треба да живее. Но јас, кога разбрав дека тој не направил ништо достојно за смрт, и бидејќи тој сам се повика на неговото височество, решив да го пратам кај него. За него пак немав поправо што да му напишам на господарот, затоа го изведов пред вас и особено пред тебе, царе Агрипа, за да можам откако ќе се сврши испитувањето нешто да напишам. Зашто безсмислено е, ми се чини, да пратам затвореник, а вината негова да не ја соопштам. Од овие стихови дознаваме дека Фест се наоѓаше во малку непријатна ситуација. Под своја власт имаше затвореник кој се повикува на царот, но за да го прати кај царот, Фест мора да каже кое е обвинението кренато против него. Проблемот е тоа што Фест не знаеше која е вината на Павле, а ако не знае која е вината, зошто тогаш да го праќа во Рим? Зошто да не го ослободи? Ако во Рим прати затвореник за кој не може да каже каква е неговата вина, тоа би изгледало многу аматерски од негова страна, затоа побара помош од Агрипа. Ке почнеме со читање и обработка на глава 26 од книгата Дела. Стих 1. Агрипа му рече на Павле: допуштено ти е да зборуваш во своја полза. Тогаш Павле ја подаде раката и почна да зборува во своја одбрана. Има неколку важни нешта кои треба да ги имаме на ум во однос на оваа средба помеѓу Агрипа и Павле. За сега само ќе напоменам дека ова не беше формален разговор во кој Павле се бранеше пред царот, туку неформална средба која беше прилика за Павле да го сподели Евангелието со еден од најмокните луѓе во тој дел од светот. Немаше потреба Павле да се брани пред Агрипа, бидејќи апостолот секако се повика на царот, и затоа Фест и Агрипа не можеа да донесат никаква пресуда во однос на него. Но и покрај тоа забележете што вели Агрипа на крајот од оваа глава. Стих 32. И Агрипа му рече на Фест: овој човек можеше да биде ослободен, ако не беше посакал суд пред царот. Самиот Агрипа беше свесен за невиноста на апостолот Павле. Човекот кој повеќе од 2 години беше чуван под стража е всушност невин. И покрај тоа што е невин, сепак не може да биде ослободен, бидејќи Павле побара да му се суди во Рим. Но добро беше тоа што Павле застана пред Агрипа да зборува, бидејќи тоа беше прилика за и Агрипа да се запознае со пораката на Евангелието. Јас лично верувам дека ретки се оние проповедници низ историјата на црквата кои имале ваква можност како апостолот Павле да проповедаат пред толку важен и влијателен човек.
Во оваа епизода нема да ја читаме целата порака на апостолот Павле пред Агрипа, но сакам повеќе да размислуваме за самата ситуација во која Павле се најде, како и за мал дел од нештата кои ги кажа. Кога апостолот застана пред нив, тој не зборуваше против јудејците, туку зборуваше за патот, односно за Господ Исус Христос. Откако Павле се сретна со Господ Исус и откако неговиот живот беше допрен и променет, токму Господ Исус беше главната тема на сите негови јавни говори. Тој не сакаше да зборува за ништо и никој друг, освен за оној кој за себе рече: "Јас сум патот, вистината и животот." Главната порака на Павле беа смртта и воскресението на Господ Исус Христос и како луѓето можат да се спасат преку вера во Него. Замислете само сцената која Лука ја опишува во овој дел од книгата. Прво, во глава 25, стих 23, вели дека царот Агрипа и намесникот Верникиј со голем сјај влегоа во просторијата. Со други зборови, тоа значи дека овие владетели беа раскошно облечени и предпоставувам дека со тоа сакаа да пренесат порака, дека се многу важни и треба да бидат почитувани. Тие двајца седнаа на престоли, заедно со локалниот намесник Фест, а во истата просторија двајца стражари го донесоа Павле, чија облека најверојатно беше валкана, а можеби и веќе подолг период не беше испрана. Од една страна ги имаме владетелите, кои се раскошно облечени, навидум во супериорна позиција, а од друга страна е скромниот апостол, кој навидум е во инфериорна позиција во споредба со оние кои ќе го слушаат. Но, иако Фест, Агрипа и Верникиј имаа предност од перспектива на материјални богатства и власт, сепак, во споредба со нив, апостолот Павле е како духовен џин. Пред нив тие го имаа човекот кој ќе им ги каже најважните зборови кои ги слушнале било кога во животот. Пред Павле да почне со зборување, намесникот Фест даде еден вид на вовед во целата ситуација. Стих 24. Фест рече: "Царе Агрипа и сите вие мажи кои сте со нас овде, го гледате овој за кого целото мнозинство јудејци дојдоа кај мене и во Ерусалим и овде и викаа дека тој повеќе не треба да живее." Верувам дека Фест не преувеличува кога вели дека мнозинство јудејци ја бараа смртта на апостолот Павле. Ќе одам чекор понатаму и ќе кажам дека според мене во тоа време апостолот Павле беше еден од најомразените луѓе помеѓу јудејците. Тие не можеа да го поднесат, бидејќи проповедаше дека Исус Христос, оној кој тие го распнаа, е ветениот и долго очекуваниот Месија. Не можеа да ја прифатат пораката на христијанството, пораката за смртта и воскресението на Исус Христос, како и за спасението кое се добива преку вера во Него. Повторно ќе ги прочитаме првите 3 стихови од глава 26. Агрипа му рече на Павле: "Допуштено ти е да зборуваш во своја полза." Тогаш Павле ја подаде раката и почна да зборува во своја одбрана. "Радосен сум, царе Агрипа, што денес пред тебе ќе можам да се бранам за се што ме обвинуваат јудејците, дотолку повеќе што ти ги познаваш јудејските обичаи и препирки, па затоа те молам да ме ислушаш милостиво." Интересно е тоа што иако Павле беше затвореник, човек за кој можеби другите мислеа дека нема никаква причина да се радува, сепак тој својот говор го започнува со зборовите: "Радосен сум." Радоста е една од темите која често се сретнува во посланијата на апостолот Павле. Дури и кога беше во затвор, тој знаеше како да се радува поради сите Божји дела во неговиот живот. Во овој свој говор пред Агрипа, Павле не почнува со зборовите: "Царе Агрипа, јас сум жртва, неправедно сум обвинет", туку почнува со радоста.
Се прашувам колку ние умееме да се радуваме кога се соочуваме со непријатни ситуации во животот. Во овие стихови читаме за човек кој повеќе од 2 години беше манипулиран од страна на различни наместници. На некој начин неговиот случај беше заглавен во тогашната бирократија, а сепак Павле беше и човек кој се радуваше. Можеби ќе се прашате зошто Павле се радуваше? Затоа што пред себе имаше важни и влијателни луѓе. Неговиот главен извор на радоста беше Господ Исус Христос. А покрај тоа, во оваа ситуација се радуваше што можеше да му се обрати на Агрипа, не за да бара помилување, туку за да може со него да го сподели Евангелието. Павле не беше фокусиран на своите проблеми, односно на тоа што немаше слобода да се движи каде сака, туку на приликата да се зборува за Христос. Замислете како тоа би изгледало во денешен контекст. Например, некогаш можеби ќе се соочиме со некаква дијагноза поврзана со нашето здравје. Наместо да се жалиме во тие ситуации, подобро ќе е да се радуваме што таа состојба ќе ни овозможи да го споделиме Христос со луѓето кои можеби го имаат истиот проблем или пак со медицинските лица кои ќе ни помогнат да го надминеме тој здравствен проблем. Јас не велам дека ние треба да се радуваме на болестите, туку да се радуваме што и покрај одредени препреки нам ни се нуди прилика да бидеме сведоци за Христос пред луѓето кои ќе ги сретнеме. Патем, верувам забележавте како во стиховите кои ги прочитавме, Павле му вели на Агрипа дека ги познава јудејските обичаи и препирки. Со други зборови, тоа значи дека царот беше добро запознаен со Мојсеевиот закон, што јудејците почитуваат, од што се држат подалеку и слично. Агрипа беше човек од семејството на Ирод. Со други зборови, тој потекнуваше од едно од најлошите семејства за кои читаме во Светото писмо. Апостолот Павле за него вели дека е запознаен со јудејските обичаи, односно со вредносниот систем на јудејците, но не знаеме дали го почитувал тој вредносен и религиозен систем. Стихови 5 до 7. Мојот живот од раната младост, што го поминав најнапред меѓу својот народ во Ерусалим, познат име на сите јудејци. Тие одамна ме знаат. Ако сакаат, нека сведочат дека јас, како фарисеј, најстрого живеев по учењето на нашата вера, а сега стојам пред суд поради надежта во ветувањето дадено од Бога на татковците наши, кое нашите 12 колена се надеваат дека ќе го постигнат, служејќи му на Бога постојано дење и ноќе. За таа надеж, царе Агрипа, ме обвинуваат јудејците. Во стих 5, Павле пред Агрипа вели дека тој е пораснат во Ерусалим и дека многумина во тој град го познаваат. Не само тоа, туку го посвети својот живот да биде фарисеј. Фарисеите беа луѓе кои си имаа зацртано една главна цел – да го познаваат и применуваат Мојсеевиот закон во секој аспект. На некој начин тие беа дел од религиозната елита во тоа време. Павле пред Агрипа вели: јас бев таков. Целосно се посветив на проучувањето, примената, а и поучувањето на законот. Причината поради која Павле го започнува својот говор зборувајќи за неговото минато е тоа што сака Агрипа да свати дека пред себе има човек кој многу добро го разбира Мојсеевиот закон. Не само тоа, туку пред себе има човек кој е многу добро познат во градот Ерусалим. Всушност, многумина од оние кои во тој момент го прогонуваа Павле беа луѓе кои во минатото соработуваа со него, а и сигурно имаа високо мислење за него. Апостолот понатаму продолжува и вели дека е на суд поради надежта во ветувањето од Бога дадено на нивните татковци. Павле дава интересна перспектива на целиот случај.
Тој не вели ме судат затоа што поучувам нешто со кое јудејците не се согласуваат, туку ме судат за нешто кое самите тие треба да го веруваат, бидејќи јас го верувам и поучувам тоа што Бог одамна го вети. Апостолот како да сака да каже, нејасно ми е зошто ме обвинуваат за нешто кое самите тие треба да го веруваат. Ова е навистина жална реалност поврзана со јудејците од првиот век. Прво, тие како народ не го препознаа доаѓањето на Месијата Исус. Иако со векови го чекаа неговото доаѓање, иако преку писмата Бог им откри неколку важни аспекти по кои ќе можат да го препознаат, сепак тие не сватија дека Исус е долго очекуваниот Месија. Тоа значи дека единствениот народ кој имаше долговековен пристап до писмата не знаеше да ги протолкува на соодветен начин. И со тоа пропуштија многу важна шанса. Но тоа не беше се. И откако не го препознаа Исус како Месија, тие понатаму не ја препознаа пораката на Евангелието како исполнување на сето тоа што Бог им го вети на нивните татковци. Со други зборови, оние кои мислеа дека премногу знаат за писмата, на крај испадна дека ја промашија самата суштина на писмата. Во книгата Дела на неколку места читаме како апостолите во своите проповеди им кажуваа на јудејците дека оној Исус, кого тие го распнаа, е всушност Божиот помазаник. Некои од јудејците сватија дека тоа е така, се исповедаа за своите гревови и поверуваа во Господ Исус. Други пак не сакаа да прифатат дека сгрешиле и со тоа нивниот грев на некој начин стана уште поголем. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.